Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски, овој пат анализа за големата награда на Баку. Најпрво, сакам да го честитам големиот христијански празник Великден на сите православни верници во Македонија и ширум светот, и исто така сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на поддршката која добивам од Формула 1 МК фан клубот на Facebook и од Формула 1 МК блогот исто така на Facebook. Доколку не ги следите, ве молам да ги заследите, постираат свежи и интересни информации поврзани од светот во Формула 1. Оваа трка гледавме интересен почеток, интересни динамични први 10 круга, каде што имаше многу престигнување, многу борба. Валтери Ботас имаше одличен старт, успеа да го задржи Хамилтон позади себе во првите два свиока, иако Хамилтон сметам дека многу малку му фалеше, загуби контрола малку низ од првиот свиок врз болидот, малку задниот крај прошета, инаку мислам дека имаше сериозна шанси да го преземе водството уште во самиот старт. Добар старт и за Ландо Норис од Мекларен, успе да го истисне кивијат на десната страна спрема на дворешната страна од свиокот. Добар старт и за Чарлс Леклерк, кој до 10-тиот круг успеа да се пробие до 5-то место, поминувајќи ги и двата Мекларена, поминувајќи го и Макс Верстапен од Red Bull. Меѓутоа, после овие први драматични 10-12 круга, каде што гледавме многу престигнувања на болидите кои беа од 8 до 15 позиција, многу борба помеѓу двата болида на Рено со болидите на Racing Point, со болидите на Алфа Ромео. Видовме дека Кими успеа сепак на крајот да заврши во бодови, иако Кими прв ја отвори пит-стоп сезоната со тоа што прв застана за промена на гуми дури во 7-миот круг. Искрено, мислам дека разочарување на денот денеска е Себастијан Фетел, апсолутно неутрален, дури и пасивен, апсолутно никаква во него енергија за борба. Дали овој болид на Ферари не одговара на неговите водачи карактеристики, ќе е прашање и ќе треба да почекаме уште некоја трка за да го дефинитивно тоа увидиме. За разлика од него, иако Чарлс Леклерк статуваше 10-то место, иако тимот мислам дека малку погреши со неговата стратегија, што не го повика Чарлс во питот малку порано. Мислам дека Ферари се коцкаше на стратегијата дека ќе има safety car, односно безбедносно возило, и идеше на оној момент со медиум плевматиците, каде што тие после првите 5-6 круга, каде што нудат најдобри перформанси, потоа стагнираат, и мислам дека они веруваа со денешните повисоки температури на патеката, особено на асфалтот, мислам дека они веруваа дека Чарлс Леклерк ќе може да ги задржи тие 10 на секунди предност пред Валтери Ботас уште некој круг. Меѓутоа, она се случи кај Формула 1 водачите е познато како hitting the cliff, односно доаѓање до онаа провалија, каде што гумите рамномерно се трошат, се до еден момент кога нагло губат перформанси, и видовме дека предноста на Чарлс Леклерк од 10 круга, од 10 секунди, извинете, за само неколку круга веднаш падна на 2, и потоа беше престигнат прво од Валтери Боташ, потоа беше престигнат и од Луис Хамилтон, и за на крај да биде престигнат од неговиот тимски колега Себастијан Фетел. Па имавме онаа кратка комуникација помеѓу Чарлс Леклерк и тимот на Ферари преку радиото, каде што Чарлс Леклерк се пожали дека веќе навистина му требаат нови плевматици и дека вака само губат време. Добар резултат за Мекларен, двата болида во поени. Мислам дека ова прв пат оваа сезона и е прв пат по 2017 година, ако не грешам, мислам дека лани немаа два болида во бодови, ако грешам исправете ме. Добар резултат и за Серджио Перес и за Racing Point, со тоа што и Серджио Перес и Строл влегоа во бодови. Кими успеа вака така да се дотера до 10-то место, иако не го видовме многу на малите екрани. Дуелот сепак беше фокусиран највеќе на борбата на врвот. Видовме неколку интересни дуели со Кивија, Даниел Рикјардо, оној смешен инцидент каде што и двајцата го промашија свиокот, па успеа некако да закочат, меѓутоа Даниел Рикјардо, одејќи го рикверс, го подкачи Даниел Кивијат. Карма, веројатно на Кивијат му се враќа за онаа глупост што направи претходната трка во Кина, каде што ги подкачи двата Мекларена. Така што се на се би рекол една интересна трка во почетокот, меѓутоа во втората половина некако трката влезе во една неутралност, сите беа во некои безбедни 2 до 3 секунди разлика. Возачите го користат овој простор за да ги заштитат своите плевматици, бидејќи кога се блиску еден позади друг, плевматиците се прегреваат и автоматски губат перформанс и должина на време траење, на издржливост. Така што тука трката навистина малку и потврли. Имав јас искрено малку повеќе очекувања. Макс Верстапен се извозе на негово ниво, уште едно 4-то место. Нажалост, одлична трка имаше и Пиер Гасли кој стартуваше од боксот.
успеа 37 круга да извози со истите плевматици, ги немаше сменето, имаше дури цел пистоп предност пред двата болида на Макларен позади него и пред Серхио Перес. Меѓутоа, прв дефект за Хонда оваа сезона, тоа што можеме да го чуеме од радиото е дека станува збор за проблеми со моторот, но сепак се гледа дека Red Bull има пристојни перформанси и сметам дека напатејќи како Монако и како Hungaroring, каде што моторот е во втора улога, каде што шасијата доминира, мислам дека Red Bull има шанси да ја донесе првата победа за Honda оваа година. Ќе се навратам само на кратко на Себастијан Фетел. За мене разочарување на денот и мислам дека веќе Фетел има и психолошки проблем кога станува збор веќе во овој шампионат. Едноставно Фетел за мене овие 4 трки е непрепознатлив, неагресивен, незаинтересиран. Не знам што се должи тоа, дали е некој внатрешен конфликт со тимот, дали едноставно ќе повторам, он не се чувствува доволно самоуверен во овој болид, дали овој болид едноставно не одговара на неговите карактеристики, водачки карактеристики, стварно не знам. Останува следната трка во Барселона, е патека која сите возачи екстремно добро познаваат, на кај што имаат стотици и ако не илјадници кругови веќе поминато, ако земеме во предвид дека само по 1000 кругови се возат на предсезонските тестирања, така што за мене Барселона ќе биде вистинска оценка за Себастијан Фетел, вистинска оценка за Ферари, кои мислам дека прокоцкаа 2 победи. Што на тимска грешка, што на тимска стратегија погрешна, што на водачки грешки. Сепак Чарлс Леклерк е млад, само втора сезона во Формула 1, од него и се очекува на еден начин да направи некоја грешка, се додека него научи тоа што треба да го научи на потешкиот начин. За жал, меѓутоа ова е Формула 1, спортот е неопростлив, суров и секоја најмала грешка се казнува многу. На крај видовме Чарлс Леклерк влезе на 3 круга пред самиот крај, смени гуми и успеа да го добие ној екстра бод за најбрз круг, со тоа што постави нов рекорд на патеката со 1 минута 43 секунди и 9.000 делови од секундата, така што ако е некоја утешна награда за Чарлс Леклерк овој викенд, 1 бод екстра и сепак одржува некоја равномерност во борбата за шампионатот. Бидејќи остануваат уште 16 трки, се надевам тоа е доволно. Порано сезоните и беа по толку долги, имавме 15-16 трки во сезона, така што има уште многу време, но навистина ако нешто сакаме драматично се случи, мора тоа да се промени, почнувајќи од Барселона, каде што сите тимови ќе донесат огромен број на награди на своите болиди, инаку до крајот ќе гледаме борба помеѓу Валтери Ботас и Луис Хамилтон, уште една доминација, уште една 1-2 победа и се надевам дека Валтери Ботас ќе остане на овој колосек и дека стварно ќе пружи голема борба и се надевам на неизвестност до самиот крај во однос на шампионатот. Уште еднаш, честит Великден, Христос воскресе, ви благодарам што ме следите, доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и субскрайб и се гледаме за следната трка во Барселона. Поздрав!